Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, па нема повеќе да ви го одземам времето, ниту на вас, ниту на сите тука. И ќе започнеме веднаш. Започнуваме како и секогаш со запознавање на нашите денешни надпреварувачи. Прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Јонче и Бошко. Повелете. Добро вечер, како сте? Добре. Како и секогаш добро расположени? Да. До сега два пати бевте тука, ако не се лажам, мислам, трети пат е два пати на... Така, на главната сцена со можност за парична награда. Два пати имавме позитивен учинок, може би сега вториот не беше како првиот, но како и да е. Второто беше за частење, првото за трошење. Така. Со некаков план, да рече. За нови патики. Тоа е. Само не за вас, за домот. Како и да е, супер. Денес имате шанса повторно да освоите парична награда, но како што и самите си знаете, имате повторно нови противници. Да не сакате вие да додадете нешто сега? Може да поздравиме некој, така идеме ностот на емисијава. Сакаме да поздравиме едно друштво, што го запознавме тука во телевизија Сител, во другиот квиз кај Лила. Се дружиме 3 години. Што збори? Значи едно пријателство прераста. Едно пријателство што се дружиме 3 години, отприлика секој месец се собираме, благодарение на писателката Наташа од Битола, и сите ги поздравам, 15 души сме у групата. Супер, баш ми е драго да си продолжите понатаму да се дружите. 3 години сме остана заедно, се дружиме. Супер, баш ми е убаво кога ќе слушам ваква приказна од едно, како да случајно, тука запознавање, да. Баш ми е драго да продолжите понатаму да се дружите, да сте живи и здрави сите, па викнете на некој од дружбите. Зошто да не? Ако сме подготвени, тоа е за семејство. Како ќе платам? Де плати за плаќање ли е проблем? Ете се договорите. Те викаме, готово. Тоа ќе треба и ја да се пријавам во листа за 300. Да, ќе мора. Па да пробам, не знам. Ако го дадат таблетче да рече. Да. Јонче и Бошко, секогаш ведри расположени. Тоа е оно што го сакам кај вас. Денеска повторно, како што рековме, во улога на домакини. Што значи, другари, ваше домакинската кабина? Повелете. А секако, тука во нашето студио се и нивните противници. Доаѓаат од Валандовскиот крај и решени се да ги симнат од тронот Јонче и Бошко. Да ги поздравиме. Васко и Славица. Повелете. Васка, здраво. Здраво. Славица, здраво. Како сте? Добро е. Проблеми по пат тој кога стигнете до тука? Не, се супер. Се беше како супер. Тоа сакав и да го слушнам. Како сте? Трема нешто возбудени? Не, трема нема. Не ми ни делувате така. Сега ќе се запознаеме на кратко, ќе започнеме од дамата. Славица, можеш така кратко да ни откриеш што сакаш информации за тебе? Така, работам во основното училиште со ресурсен центар Свети Климент Охридски, Ново село Струмица. Така. И поздрав до сите нив. Поздрав и од мене до нив. Така. Како на работа, задоволни сте од работата? Супер, да. Нели, подобро е да нема такви дечи, няма сепак. Но сепак кога се работи, нели, со нив, како да кажам, благодарна и работата, да. Супер. Баш ми е драго, Васко? Исто и јас работам во основно училиште Траша Пинџер Јосифова како дефектолог. Работам со ученици со посебни потреби. Голем поздрав до сите колеги вработени во училиштето. Голем поздрав и од мене до нив. Денеска ве ослободија, мислам, да вива, сакам да кажам дали. Така, благодарност за директорите. До директорите да сте живи и здрави, супер, баш ми е драго. Во продолжение, знаете што треба да правиме, ќе надаваме на теми, не ви е непознато, сте го гледале квизот, така? Да, супер, ме кажате дека не имате трема затоа што и работите со многу луѓе, сте се зборували пред народ што се вели, нели? Па се надевам дека нема тебе да ви попречат камените што се тука, не е ништо страшно. Сега за сега ми делувате супер. Така да бидете во продолжение. Нема да ве прашувам за омилени теми кои ви се, за да не им откриеме нешто на противниците. Се кјутиме. Само еден совет од мене, храбро во продолжение, да не се плашите. Васка и Славица, ви посакувам многу среќа, да не сакате вие да додадете уште нешто. Тоа е тоа. Почувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнеме, па сакам да видам. Повелете во вашата кабина.
Јонче и Бошко, односно Васко и Славица се во нивните надпреварувачки кабини. Сега треба да ги провериме дали функционираат како што треба, затоа што не сакаме да имаме никакви проблеми во продолжение за таа цел. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Васко и Славица, дали се слушаме? Да. Супер, во продолжение, ако имаме некаков било каков технички проблем, што би можело да ве деконцентрира, нели, да ве однесе во погрешен пат, веднаш да ми сугерирате за да го отстраним истиот и ако нешто не ви е јасно, обавезно да ме прашате. Немојте меѓу себе да пробувате да одгатнете кој е вистинскиот одговор, прашајте ме мене за да разјасниме веднаш. Со среќа уште еднаш, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да, се слушаме. Домакини, може да почнеме. Може. Ви благодарам. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на кабините, домакините дадоа зелено светло за старт. Предизвикувачите се расположени за игра, па да започнеме. Си започнуваме како и секога со првото надавање, односно првата лицитација. Темата се истата глас. Женски имиња на буквите М или Н. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите М или Н и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 мина наши жителки. Јонче и Бошко, дали ни е јасна темата? Одлично. Васко и Славица, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Васко и Славица. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Васко и Славица, кога ќе имате понуда, споделете. 10. 10. Започнуваме со 10. 12, 12. 14. 14. 15, 15. 20. 20. 22, 22. 25. 25. 27, 27. 30. Стигнавме до 30. 32, 32. 33. 33. 33, 34, 34. 35. 35. 36, 36. 37. 37. 37. 38, Едно повеќе 38. 39. 39. 40, Стигнавме до 40. 41. 41. 42, 42. 43. 43. 44, 44. 45. 45. 46, 46. 47. 47. 48, Едно повеќе 48. 49. 49. 50, Стигнавме до 50. 51. 51. 52, 52. 53. 53. 54, 54. 55. 55. 56, 56. 57. 57. колку? 57. Ај нек играт. Да одговара. Ајде да видиме Јонче и Бошко се решија да ги пуштат Васко и Славица, досетат каква е она вистинската атмосфера во листа за 300. Огнено крштевање. Се шегувам, не е толку страшно, ќе видите и самите. Имаме тука 57 празни полиња кои што треба да ги спишеме со женски имиња на буквите М или пак Н. Нема никакво друго ограничување, освен она дека нели најмалку 5 мина наши жителки треба да го имаат истото име за да биде заведено во Државниот завод за статистика на Македонија. Славица и Васко, кога ќе бидете подготвени, започнете. Може. Марија. Марија. Тоа е воедно и најчестото македонско име и е прв точен одговор. Маја. Маја. Така е. Маријана. Маријана. Така е. Мија. Мија. Така е. Милка. Милка. Поздрав, добра четка ми, Милка.
Магдалена. 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 Така е. Магда. Магде. Магда. Магда. Само момент. Магда. Магда е точен одговор. Магда. Така е. Нада. Нада. Како тетка ми Нада? Надица. Надица. Така е. Николина. Николина. Невенка. Николина точен одговор. Невенка. И Невенка е точен одговор. Невена. Невена. Така е. Нена. Нена. Точен одговор. Мирјанка. Мирјанка. Да. Мирјанка. Мирјанка точен одговор. Мелиса. Мелиса. Така е. Мара. Мара. Точен одговор. Мери. Мери. Точен одговор. Николија. Николија. Така е. Марика. Марика. Така е. Нина. Нина. Точен одговор. Меклика. Миклика. Меклика. Меклика. Турско. Меклика. Нема во државен завод, а? Имам и ученичка затоа. Да, само пак ќе кажам, нели, она, да... Не знам зошто е така во Државниот завод за статистика, според мене би требало секој име да биде заведено, ама не знам зошто треба најмалку 5 мина наши сограѓани, нели, да го имаат истото име, за да се испишува во Државниот завод за статистика дека го има во Македонија. За жал, Меклика очигледно нема 5, може да се 3-4 заведени, не знам што да кажам во вакви ситуации. Па ќе речам, мојот став е дека секој име треба да е заведено и секој треба да се води во Државниот завод за статистика, без разлика дали е 1, 2, 3, 5 или 5000. Но за жал мораме од некаде, нели, да ги црпиме оние информации, мораме со некои информации да ги споредуваме, а во оваа ситуација Државниот завод е тој каде што ги проверуваме имињата. За жал, името Меклика не е заведено, што значи одговорот не може да биде прифатен како точен. Многу ми е криво, Васко и Славица. На добар пат бевме и искрено мислам дека може уште доста да кажеме, затоа што после тоа ми текна дека работите со доста ученици, имате голем фонд на имиња, да познавате и нема да ви биде некој поголем проблем, но за жал, ете, кое друго име ќе го игравте вака? Ви текнували во продолжение? Надија. Надија, така, го имам Надија, тука го видов неколку пати, додека вртев. Така, еве, ја ќе ви прочитам некои за да не ве мачам. Тука ги имавме Мајда, Малина, потоа Маргарита, Маријана кажавме, но имаме Маријана, па потоа Марјана, Марина, Маринка, Марионка, Марта, Маре, Матеа, Матеја, па потоа Медина, Мелина, Мелита, Миланка, Милева, Миранда, Мирела, Мирна, Мирјана, кажавме добро Мирјана, мислам, Митра, Мирна, па на Н имаме Наде, Нада, Надица, Надежда, Најда, Наста, Наталија, Наташа, Неда, Неделка, потоа Николета, Николија, Николина, Новка и така натаму. За жал Меклика го нема името, се надеваме дека виднина, нели, тоа име ќе го има во Државниот завод за статистика.
Но за сега така стојат работите. Јонче и Бошко, честитки на вас за освоениот поен. Сега нема да ве прашам дали ви текто други име ги прочита веќе имињата, ама има доста имиња. Тоа е тоа. Не можете ни вие сега премногу да се опуштате, знаете дека има уште една лицитација, а исто така и Васко и Славица не мора да се разочаруваат премногу затоа што има уште една лицитација, како што реков, и можеме да бараме таму подобар резултат, па целосен пресврти на пенали. Затоа нема повеќе да ви го одзимам времето, темата за втората лицитација гласи: држави во Африка на 6 или повеќе букви. Извор: сајтот на Обединетите нации. Бараме имиња на суверени признати држави од Африка чие име содржи 6 или повеќе букви во наша транскрипција. Имињата на државите може да бидат од еден или повеќе зборови. Битно е да се суверени држави во Африка. Јонче Бошко, дали ни е јасна темата? 6 и нагоре. Да, од 6 па нагоре. Да го повториме тоа. Да го повториме, ето така. Во наша транскрипција секако. Да. Васко и Славица, дали ни е јасна темата? Одлично, и за вас ке повторам уште еднаш да не заборам. И повеќе, ето така. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се наоѓаат во резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Славица и Васко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Јонче и Бошко, а Васко и Славица, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. Колку? 14. 15. 15. 16. 16. Ти даеш ориентација не на нифинас. Па можам да ви... И нифинас. Искрено немам некоја конкретна бројка тука да ви кажам, ама... Да, нема да. И има сигурно поише од 30 се. Добро. Да. Колку? 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Ме прашаат да од прилика дали имам некоја бројка, да им кажам, реков дека се повеќе од 30. Не можам конкретно, дека немам ни ја точна бројка тука од прилика. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24 беше? Колку беше? 23. 23. 24. 24. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде. Васко и Славица рече сега вас да ви дадат да одговарате малце, да видат како они, да одмарат во нашата кабина. А Јонче и Бошко, како што рековме, бараме држави во Африка на 6 или повеќе букви. Тоа што беше важно и што повторивме дека треба да се на најмалце 6 букви. И она што е друго важно е да бидат нели признати суверени држави од Обединетите нации. Кога ќе бидете подготвени, имаме 24 полиња, ни треба 24 држави во Африка на 6 или повеќе. Јужноафриканска република. Јужноафриканска република. Кратенката ЈАР. Така е. После царот. Цар, Централно-Африканска република. Па докторот. Демократска република Конго. Само секунда. Централно-Африканска република. Така е, потоа рекавме Демократска република Конго. Демократска република Конго. Така е. Мадагаскар. Мадагаскар. Така е. Маурициус. Маврициус. Така е. Намибија. Така е. Танзанија. Точен одговор. Мозамбик. Така е. Замбија. Кажи ти се. Точен одговор. Зимбабве.
Точен одговор. Руанда. Руанда. Така е. Уганда. Уганда. Со Уганда сме точно на половина. Лесото. Лесото. Така е. Камерун. Камерун. Така е. Нигерија. Нигерија. Така е. Брегот на слонова коска. Брегот на слоновата коска, на слонова коска. Точен одговор, 16-ти. Етиопија. Етиопија. Така е. Сомалија. Сомалија. Така е. Сенегал. Сенегал. Точен одговор. Уште 5. Египет, каша може би? Египет. 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 Либерија. 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 Така е. Либерија. Либерија. Ке Жорж Веа. Така е. Либија. Либија. И тоа е точен одговор. Мароко. Мароко. Така и последното. Ангола. 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 Ајде, Ангола, како ги истрчавте. За жал на Васко и на Славица, без некој поголем проблем, ги поминавте овие 24 полиња, односно ги исполнивте со точни имиња на африкански држави на 6 или повеќе букви. Браво, Сионче Бошко, не знам што да ви кажам, честитки, повторно ќе се дружиме тука на главната сцена, повторно ќе имате шанса за парична награда. Васко и Славица, многу ми е жал што вака заврши работата, искрено се понадевав дека оваа лицитација некако ќе добиете за потоа да играме пенали. Пеналите ми се омилен дел во листа за 300, иако на моите надпреварувачи не им се, посебно на оние кои што водат, нели, во таа ситуација. Искрено се надевам дека повторно ќе дојдете за да можете да го покажете вистинското светло. Денеска верувам дека X фактори се во игра, како и нели нова средина, нови надпреварувачи, едни од посилните надпреварувачи и ред други работи. Знам дека знаењето е тука, само ни требаше во оваа лицитација малце похрабро да изиграме, да надаваме. Не знам зошто застанавме на 24, ја тука на списокот сега можам веќе да ви кажам, имам 43 вкупно држави. 43. Да, само за жал 15 најдовме. 43. Да. Значи помалци се 5-6. Оде се 48. Не бе 54, 50 нешто се. за 54 се, да. Да, Па да, поголемиот дел се на 6 или повеќе букви, тоа ми беше баш муабетот. Сега, на мој предлог, ако сакате, ќе одиграме една ревијална партија на пенали, затоа што малце сме кратки со време и чисто да осетите атмосферата и на пенали како е, нема никако да влијаат за жал овие, за ваша жал, на резултатот. Но, ете, ќе стекнеме едно ново искуство и се надевам дека ќе ве врати повторно назад тука во нашето студио, како што реков, за да покажеме на вистина што знаеме и умееме. Сега, драги гледачи, одиме со една партија ревијални пенали, чисто онака, нели, да добиеме на време и да им покажеме на Васко и Славица што би се случувало доколку ја добија оваа лицитација. А темата за денес, се извинувам, само да ги прочитам уште оние неколку држави во Африка на 6 или повеќе букви, ќе пробам да издвојам. Кажа доста, тука мислам дека Ботсвана не ја кажавме, Буркина Фасо, Бурунди, Гвинеја Бисао, потоа Екваторска Гвинеја, Есватини, потоа Зеленордска република, Јужен Судан, Комори, Сејшели, Сао Томе и Принципат и така натаму. Кажа голем број нашите надпреварувачи, како што реков 43 се на оваа листа, но имам сега проблем да ги издвојам кои баш не беа качани. Се надевам нема да ми замерите. А сега, драги гледачи, одиме со ревијални пенали. Темата за денешните пенали гласи: песни од Наум Петрески, Гоце Арнаудов.
Бараме наслови на песни кои ги испеале или Наум Петревски или Гоце Арнаудов, се извинувам, сами или во дует. Песни кои можеби тие ги напишале како автори за други пејачи не се признаваат уште еднаш. Ќе повторам, Наум Петревски и Гоце Арнаудов. Се надевам дека Јонче Бошко јасна е темата, така Васко и Славица дали јасна темата? Станува збор за две музички легенди на народната музика. Па, може да започнеме. Знаете, драги гледачи, дека на пенали, без разлика дали се ревијални или од оние сериозните, напоредно одговараме едните па другите се додека некој не погреши, а правило, основното правило наложува први да започнат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Васко и Славица, па Васко и Славица, кога ќе имате одговор, кажете ни. Ајде беше стрела песната. Само момент. Да беше стрела песнава, така рековме? Да, од Гоце Арнаудов. Да, така е, точен одговор. Ке пијам, ке лумпувам. Ке пијам, ке лумпувам. Ке пијам, ке лумпувам. Во дует ја пее Гоце Арнаудов. Хотелска соба. Хотелска соба. Така е. Од Гоце Арнаудов, свири мајсторе. Свири мајсторе. Така е, точен одговор. За Милица или Милица од Наум Петревски. Така. Точен одговор. Дали чекаш стара мајчице? Дали чекаш стара мајчице? Песна од Гоце Арнаудов. И точен одговор. Ке морам да почнам да бројам Васко и Славица. На пенали малце демек побрзо одиме со одговорите. Чеда мајкини Чеда мајкини Ангели или ангели со Блага со Петревска. Блага Петревска. или добро, сега ќе видиме. Мајкини чеда. Не за ништо не е готово Васко и Славица. Да видиме дали имаат одговор Јонче и Бошко. Мислев да ја кажам жал за Деспина, ама ќе му давам предност. Ја ќе кажам друга песна. Која? Ова песна е посветена за родното место на мајкава. За село, песна од Наум Петревски, песна за Раштак. Песна за Раштак. И поздравам сите жители од Раштак. Од Наум Петревски е песна за Раштак. Наум Петревски, песна за Раштак. Да. Има сигурно. Има и спот снимано таму. Спот у Раштак. Да, во Раштак. Да, бе. Су бил. Спот има кај Така е, песна за Раштак, точен одговор, браво Јонче и Бошко. Не влија како и да е пеналите на резултатот. Сега за кратко ќе ве повикам тука на главната сцена, повторно ќе ве сочиме со темата од нашата листа и да видиме дали овој пат ќе си заминат со парична награда од нашето студио. Но прво, да се поздравам со Васко и Славица. Многу ми е криво што ќе мора да заминете од нашето студио. Искрено се надевам дека ова нема да ве одврати, дека виднина повторно ќе се пријавите, затоа што искрено сакам повторно да се дружиме од се срце. Останете ми во добро здравје и искрено се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика, но за жал сега морам чао да ви кажам. Драги гледачи, за кратко се селиме на главната сцена тука заедно со Јонче и Бошко и ќе видиме дали ќе освоат парична награда, но накратко да ги прочитам дел од оние песни на Наум Петревски и Гоце Арнаудов, две музички легенди на народната музика, како што кажав, имаат многу хитови, повеќе од 100
песни имаат заедно. Кизва Малдел, Гулабице моја, од Наум Петерски, Гулабице моја до зори, потоа Жал за Деспина, за Марија, за Македонија, имали песна, Лазарополе, таму најгоре, Лено Ленче, Лична Јовано, Одит Звездо, Птицо Бела, песно мојот тега за југ, потоа Гоцар Наодов ги имаме, Гледај го срцето, Дали чекаш стара мајчице, Злато си ми ти, потоа Мара еднаш да не биде, Опа, опсаса, Огани пламен, проклети да се предавниците, потоа свири мајсторе, кажавме, само весело да е, ти си во душата звер, ти си жена што ме пали, што ќе остане од Македонија, што многте ќе помине и уште, како што реков, многу други нивни хитови. Сега, драги гледачи, е време да ги повикам Јонче и Бошко тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе успеат и овој по трет пат да освојат парична награда, останува да видиме затоа. Останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Јонче и Бошко, повторно се тука со мене на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Досега, нивниот финансиски учинок е 350 евра, а денеска ќе имаат шанса да го качат и на 650, нели во на најдобра ситуација. Се надевам дека сте подготвени. Да. Пред да ви ја соопштам темата, знаете, мора на брзина да протрчаме низ нашата листа, да се потсетиме како стојат работите со истата. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума, која што и не е непозната за вас. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни 100, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. А сега, Бошко и Јонче, слушајте убаво, а слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема македонски поети. Бараме најмалку презимиња на македонски поети кои твореле, се извинувам, во периодот од природбеништвото во 18-тиот и 19-тиот век па се до денес. Важно е да имаат објавено барем една поема или книга со поезија. Поети мисли машки, женски? Машки. Машки. Да, македонски поети. Кочо Рацин ти едниот. Ато Шопов. Ао се извинувам, и машки и женски. И машки и женски, да, сега видов, пардон, моја грешка, да. Идеш вака. Димитар Милодиновски и брат му. Да, Константин Милодинова. Константин Милодинов и Димитар. Кочо Рацин. И Димитар Милодинов. Кочо Рацин сигурно. Не сигурно ги знам. Три. Ајде, кажи ми ти. Ќе те терам да рецитираш. Може, кажи ги. Поелен. Константин Миладинов. Константин Миладинов. Така, сите знаеме дека е точен одговор. Димитар Миладинов. Димитар Миладинов. Така е. Кочо Рацин. И Кочо Рацин. Ај сега ова... Ацо Шопов. Добро. Славко Јанов. Така е, за 50 евра точен одговор. Ама Тарапоза да не е писател онако за поет, за песни. И поет. И поет е Стојан Тарапоза. Ај Стојан Тарапоза. Чекај, дај ова, кажи ми... О, тешко. Прифаќаме... Да, не бе, Песен. живи здрави. Прифаќаме 50. Не, бе, оставам да не честитки за 50. Не, 50 евра за честитки за 50 евра. Ти мисли ти смрти дома? Добро. Чекај бе. Прифаќаме за 300 О, евра. тешко толку. Зугли Диво, што писнат Чекај, горе галичек. Чекај само се. Ние Божин Павловски, Радован Павловски. Чекај, тие се писатели, не се... Ви поети се, слушай. Ама сега, кога не знам ниједна песна од него. Ацо Шопов, А Гане Тодоровски? Гане Тодоровски и Славко Јаневски. Ајде, пие пред. Ајде, пук. Со кој ќе почнеме? Ајде, пукај. Ацо Шопов. Со Ацо Шопов. Се ги заборев. Гане Тодоровски. Па многу ми се вртат у мозок. Ацо Шопов, четврти точен одговор. Славко Јаневски. Славко Јаневски. И Гане Тодоровски. Така е, и Гане Тодоровски. Овие се умано ги стигнало се тие да се Ама Божин име- Павловски, Радован Павловски. Ама ја од нив си ги Така е, Гане Тодоровски за 100 евра, шести точен одговор за Бошко Јонче. Да се живи и здрави, со здрави да се ги трошат. Сигурно. Што ја имам И книга имаме читано каде се романи. чува кога е поетка. И Добро. тоа може да кажеме. И Оливера Николовска е поет, има и тако и да го пишам. Сигурно. Ајде, Оливер Николова. Ајде. Оливера Николова. Оливера И Николова. Катица Чоловкова. Ако... И таа те сите што се уману, сите се поети име. Абе, некои немат пишано песни, море. Пишувале проза, не поезија. Тоа е малку дискутабилно.
Идеме на така, тоа мислам. Да, па ја веќе кажавме ни една. Да кажавте, Не ја кажавме, идеме вика. само да видиме Радован сега. Павловски и Божи Оливера Павловски. Николова рековме. Катис Чоловкова сега и кој друг уште? И Стојан Тарабуза, бе, сигурно и Стојан Тарабуза. Оливера Николова не. Ма не би сакал така да ми биде... Тоа да треба да ви го кажам искрено. Па ништо. Барат. Дали знаете точна поема некоја, па ќе ја да побареме, затоа што не можеме да најдеме дека има напишано ни една Не. поема, се е проза, романи, раскази за деца и така натаму, но за жал ни една поема не можеме да најдеме. Нека свртуш емоции. Не имаме. Нека свртуш еднаш. Многу ми е жал, Јонче и Божголеле, убаво тргнавме. А и останатите потоа што ги кажавте мињата, Сите се. ги да, И Божи Деви Павловски, Радован Кикатица Павловски, Ќулавкова и Стојан Тарапуза. И Стојан Тарапуза, така. Потоа ги имаме тука и Радован Павловски, И Рајко Божи. Жизифов, Христо Василевски, Христо Светлана Крле. Јоцич, потоа Томе Арсовски, Цане Андреевски, Богомил Ѓузел, Блаже Коневски, не знам дали го кажавме, не го кажавме, Блаже Тој Коневски. текст да го знам дека има пише. Да, Георги Сталев, Григор Прличев, Ѓорѓа Пулевски, Јован Стрезовски, Јован Кодевски, морам да си го поздравам, Јован Стрезовски, буквално во струга расте в куќа до него, си го познавам човекот целиот живот, а што е најтрајчно, мислам, најтрајчно во позитивна смисла на зборот, уствари сме некои роднини со Стрезовци, некој трето колено, братучени, голем поздрав до целата фамилија, да се живи и здрави. Многу ми е криво, но на мое, што не земаме пари, но на мое огромно задоволство се гледаме повторно во следното издание на Листа за 300, ќе имаме тогаш нели шанса да го Така е. поправиме целиот резултат. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Секако, останете со програмата на телевизија Сител во продолжение, чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте да ми останете во добро здравје и дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!